Повеќе од 20 години на власт, бројни скандали, а ниту една одговорност. Партијата на Али Ахмети како да е недопирлива, па ниту еден партиски функционер не одговарал за коруптивните скандали. Експертската јавност вели дека однесувањето на Дуи го дозволил токму коалициониот партнер СДСМ, поради страва да изгубат власта, па се спремни да премолчат се. Скоро и да не постои политички субјект кој е неискомпромитиран и кој што не смета дека е попаметно да молчи за да не му рипнат нему. Значи тоа што се случува и молкот преку кој поминува се е само доказ дека не постои ниту еден елемент кој што е доволно доблесен и чист, дали е тоа политички чист, дали е тоа активно низ својата работа чист, за да може да стане и да каже не може вака. Системот е еден распаднат апарат кој е врзуван со жица колку да профункционира. По последните скандали на собранискиот спикер во кој навредуваше вработени, па отиде и дотаму да заклучи пратеници во сала за седници, Талат Џафери не само што самиот не чувствува одговорност, туку и премиерот Димитар Ковачевски не гледа причина да го коментира неговото однесување. Не е само Џафери дел од функционерите кои недолично се однесуваа од јавните позиции кои ги водат. Се местеле тендери за јавни набавки, се набавувале луксузни возила за локална самоуправа. Советници и градоначалници од ДУИ узурпирале и државни земјишта, но за ниту еден случај нема разрешница. И поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини неодамна остро реагираше дека никој од интегративците не одговара за криминал и корупција, а уште помалку за злоупотреба на службената положба. За мокта која демонстрира ДУИ реагира и други политички партии од албанскиот блок. Лидерот на Алијанса за албанците села на пресконференција го објави списокот на суди и обвинители кои ДУИ, како што вели, ги држи во своја рака, поради што сите покренати случаи против функционери од или блиски на партијата пропаднале. Но не е само Џафери од функционерите на ДУИ кои покажуваат надмокност. Шефот на дипломатијата Бујар Османи јавно ја покажува доминацијата во носењето на државните одлуки, наместо премиерот или неговите заменици. Па така, преговорите со Бугарија мора да поминат преку него, а Ковачевски и останатите само протоколарно се појавуваат на средбите. Коалициониот партнер СДСМ како да стои во втор план, па во последниот пазар на Зоран Заев за да ја одржи партијата на власт, им ги удоволи барањата на ДУИ, па сите важни ресори како економија, финанси и надворешна политика ги распредели токму на интегративците.